Проектот Истражувачко новинарство Чувар на демократијата и човековите права, кој беше организиран од страна на Центарот за управување со промени Институтот за човекови права, финансиран од страна на Европската унија, ни даде шанс на нас студентите од новинарство од трите државни универзитети, односно Универзитетот во Скопје, Универзитетот во Тетово, како и Гоце Делчев Штипскиот универзитет, да се здобиеме како со практично знаење, така и со теоретско, и истото да го примениме во нашите стории. Проектот се работуваше со 3 медиумски куќи, односно телевизија Телма, Нова ТВ, како и весникот Фокус. Проектот кој беше поделен на неколку дела ни овозможи на нас студентите да работиме со ментори од Телма, Фокус и Нова и воедно тие да ни помогнат во нивните медиумски куќи да можеме нашето знаење да го пренесеме и да го зголемиме. Тие работеа со нас во текот на неколку месеци, во Скопје на неколку локации како и во Охрид и заедно истражувавме, наидовме на пречки, меѓутоа ги решивме истите за на крај да добиеме готови истории кои што се надевам дека на некој начин ќе успеат да променат нечии живот и да помогнат со справување со неправдите, конкретно во мојот случај со студентските неправди. Во моето 3-годишно искуство на правниот факултет како студент најдов на многу неправди и тоа беше мојот мотив за да работам на оваа сторија. Станува збор за студентските трошоци, конкретно за плаќањето на икса, односно информатички, културни и спортски активности кои што ги плаќаме на почетокот на секоја година, на секој семестар, односно зимскиот семестар, и плаќаме по 750 денари, меѓутоа не добиваме ништо за возврат. Истражувајќи, јас дојдов до информација дека од сите студенти на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, годишно универзитетот се здобива со околу 20 милиони денари само од таа сметка од плаќањето на икса. Меѓутоа, тие пари не знаеме каде одат. Пробавме да исконтактираме ректоратот, пробавме да стапиме во контакт со студентскиот правобранител, меѓутоа не добивме одговор. Од студентите со кои што разговаравме, дознавме дека тие не знаат каде одат нивните пари и воедно не виделе немале никаква придобивка од плаќањето на икса. По завршувањето на сториите направивме истражување за тоа дали нешто е променето. Дознавме дека студентите покренале иницијатива да се укине икса, меѓутоа тоа се уште не е направено. Многу студенти пробаа да се запишат без таа уплатница, меѓутоа беа враќани од страна на факултетите, бидејќи не беше возможно да се запишат без таа уплатница. Меѓутоа се надеваме дека во иднина ќе се промени тоа и дека повеќе студенти ќе се побунат, за да би имало поголем ефект тоа и за еднаш за секогаш да се укине таа уплатница која што е беспотребна. Кои ни беа препреките? Па како студенти и новинари секако не наидовме на препреки, бидејќи многу од институциите беа затворени за нас, бидејќи не смета задоволно не го смета нашиот глас за доволно важен, само поради тоа што ние бевме студенти, меѓутоа со помошта на нашите ментори успеавме да ги добиеме потребните информации за да може да ги комплетираме нашите стории. Дали се уште плаќањето на икса на факултетите е задолжително? Кога што проверив последниот пат, да. Колку години студирате моментално? Моментално 3 години, трета година ми е ова како што студирам. Добро, и во овие 3 години дали сте имале некакви придобивки од плаќањето на икса? Од плаќањето на икса не. До сега не сум ни приметил дека некој имал и не ми ни спомнал дека имал нешто такво и затоа не сум ни го приметил икса плаќањето овие години, само сум го плаќал така. Добро, дали знаете каде одат тогаш тие пари, вашите пари? Не знам.